за спремни во област на заштитата при работата. Заштитник за нашата работиме да не може да биде циркуларен, за да не може да се повредиме. Елементи на системот за безбедност и здравје при работа во нашава фабрика. Мислам, затоа што може би таа фирма нема многу да се Да, тоа е превенција, еден вид. Значи, ние сме заболени, ама не добри. Млади не значи дека не сте свесни за ова слово. Безбедноста и здравјето при работа почнува и завршува со вас. Кога ќе дојдете во ситуација да треба да направите, а гледате очигледно дека е ризична, послушайте се себе си и отстапете, спречете некој погрешно да постапи, отколку после тоа да се справуваме со статистики. Зашто сме сукати днес, да си разговараме, ние да дебатираме. Навремено и правилно извршување на работите без загрозување на здравјето и на безбедноста. Според мене безбедност и здравје при работа представува една многу значајна, но и клучна алка во целиот тој синџир, да кажам, на процесите на извршување на работата. Во одреден процес се почитуваат, меѓутоа, знаете, тоа треба да биде обострано, треба да биде и од една страна да се работи од аспект на инфраструктура, бидејќи мора да има одредени простори каде што ќе бидат наменети само за нив, меѓутоа и многу важен момент од наш аспект. Ние секогаш мислиме дека, знаете, ние ќе фатиме некоја зараза заболување или слично, а не дека можеме и ние да пренесеме, така да од аспект на заштита треба да биде од двете страни. Дека кај нас уште владее тоа, како се вика, како табу тема и кај може мене да ме се случи тоа. Мислам дека размислувањето пред треба нас да не се смени, после тоа да направиме систем како би функционирал и истиот да го примениме. Бидејќи не може ние се да направиме систем да ставиме, да почнеме да го имплементираме и да нема никаква примена. Треба да почнеме прво од сами себе, после тоа да го расшириме на другите и му објасниме што може да им се деси. Искрено пред тоа воопшто сме средното со безбедност и здравјето при работа ни во основно училиште, нити во средното училиште. Значи ние сме се сретнувале со, како што кажа председател на Сдруженијето, со основно професор Гина Станичев, да седи исправено, не седи искривено, внимавај да не паднеш, да не слезеш така, но меѓутоа Сидор не, значи малце не свеста, не ти се развие, дури не разбереш дека тоа е целосна една наука, не можеш да разбереш колку е тоа важно општо за секој човек, по моје мислење дури во основните училишта. Не мора да биде толку нерестриктно и решено, меѓутоа да биде како некој предмет кој што чисто им бил во подсвеста на учениците дека тоа постои. Овие средни училишта треба да има, може би не предмет, не мора ни да изборен, окей, вие се се директно засегнати, меѓутоа да имаме ние воопшто никаква, имаме лекција, немаме ништо. Самата програма не ни одредува само предмет кој учи за безбедноста, имаме практични вежби на самата клиника, која професорите покажуваат за тоа како да бидеме безбедни, како да не исполнуваме нашите здравје. Кога имало иницијативи од повеќе страни, лично сметам дека и би можело нешто да се промени. Може би не за година, две, но и за 5 години да биде, сепак би било добро и да се вметне еден дел. Посебно би дала акцент на безбедност за работа во средните училишта, затоа што тие веќе конкретно знаат кој правен сака да кажам, во која насока веќе би справи со гимназиите е нешто друго, иако и тука не значи дека треба да бидат дискриминирани. Така, треба да биде поопшто, може би од сите профили да се вметнат информација по тоа како тие утреби се заштитени. Имаме зацртано тоа и како цел во стратегија, националната стратегија за безбедност и здравје при работа.
веќе имаме подготвена студија, па се резултати од магистерска работа од нашиот факултет, и што се направи анкета, увид на состојбите воопшто во 5 стручни технички училишта во Скопје, и каде што резултатите се такви какви што ви ги опишувате. Значи, она што го знаете од делот за безбедност и здравје при работа, го знаете од своите наставници, од своите професори, конкретно оној кој што е за предметниот, за наставниот предмет, и тоа завршува тука. Значи, од таа студија, од тие резултати ќе произлезе предлог до Бирото за развој на образование, да особено во средните стручни училишта се воведе предмет кој што ќе обради оваа проблематика. Најбитното кај нас беше професорите да знаат што треба прават, исто како и и исто имавме така и покажа и демонстрира како уствари они ќе го гасат пожар, каде ние треба да стоиме, кај треба да идеме, како во случај на земјотрес, кај треба да застанеме, како да се поредиме, како професорите треба да изреагираат со нас учениците во таков момент, ако некој од нас паничи, трча се. Јас по мој искуство, кога отидов на пракса во лабораторија, ние воопшто не имавме ракавици. Не може да слушам многу работи што се случуваат во средните училишта, затоа што искрено јас сум четврта година и никогаш не сум се срекнала с ништо. Значи, јас треба да завршам сега на факултет, да влезам на работа некада, незапознаена и свесна за оваа тема. Меѓутоа, мислам дека треба да се зборува повеќе за оваа тема. Браво за проактивниот approach на сите овде, меѓутоа да треба да биде нешто задолжително за да се информираат младите, затоа што ние институции во таква работа. За да може и како да сме ние да можеме како да сме ние да бидеме амбасадори на тоа, едноставно да го пренесуваме на други, затоа што ако ние не сме запознати најпрво, ние не знаеме се што ние не можеме да го пренесеме на други. Жал, уредба на безбедноста на Запад Македонија и Македонија е многу огромна. Во секоја посета на секоја компанија тоа е со поглед на получасово предавање за безбедноста што треба да се преземе. Додека кај нас нема сигурно се кажа некои компании за целата група. Сега како така многу ми е мило баш точно каже колешката дека се гледа дека се напредува и се има голема иницијатива и тоа е најмногу сега. На наредната така за маса сигурно може и ќе да присутни луѓе кои ќе имаат може да направат дејање и импакт. Зашто сметате дека треба да бидете безбедни? Зашто сметате дека вие заслужувате такво нешто? Го прашувам на највулгарен начин, сметете од една друга страна, не дека јас не го заговарам тоа. Но јас сакам да слушнам зошто вие сметате дека имате такво право. Кажам, наши човеково право да бидеме заштитени, да се вратиме дома како што сме отишли на работа. Се водат по, нели, по тоа што се водиат uvek здравето пред се. Бидејќи што се однесува до мене, нели, и до сите нас, се што ни го загрозува нашето здравје, нели, па дури и нашата професија која што ни носи не знам колку пари, е ништо во споредба со здравјето. Значи човекот доколку тоа вика, болен има една жива, а здравјето е милион жива. Значи, почнала веднаш што ми освоивме наградата во Сингапур, мојата професорка, професор магистар Елизавета Сарапинова, беше иницијатор за спроведување на еден вид како презентација за која што ќе ги потикнеме учениците од нашата генерација за тоа всушност колку се безбедни и како да ја укажат онаа прва помош која всушност најбитна при тие ситуации и би сакала може би уште еднаш или низ други училишта да се спроведе исто. Да, сметам дека може да има мини манифестација во секој училиште, што да не учествуваат луѓе, и да се запознаваат, затоа што ние сме огромна генерација. Вие сте потполно свесни за тоа што значи безбедност и здравје на работно место. Меѓутоа, прашањето е, мора да бидете и моќни. Мора да го искористите сега во овој момент вашите позиции, вашата младост, вашата енергија, ентузијазам,
да се изборите за она што значи безбедно работно место. Затоа што тоа можете, тоа е ваше право.